Место низ стивка, Форд помина низ бурна трансформација на своето работење во Европа. Јавноста е зачудена зошто компанијата мораше да се откаже од имињата како Мондео, Фиеста или Фокус и да ги замени со безмалку генерички модели направени со туѓа помош. Посебно од нивните вести за соработка со Рено, бидејќи ако Експлорер и Капри не ги исполнија очекувањата, пласирањето на заеднички ребрендираните доставни возила не се доведува во прашање. Зошто мораше така да биде, објаснува првиот човек на производителот Джим Фарли, кој изјави дека колку и да боли, мора да се признае дека против марките како што се Toyota или Hyundai едноставно немале шанси. Тој без вообичаениот корпоративен вокабулар кажа дека иако добро етаблирани со својот имидж, овие модели исчезнаа од понудата, бидејќи во процесот на промената на стратегијата проследен со постојани преиспитувања, можеше да се престане да се игра на сите полиња. Со други зборови, Форд повеќе нема да се представува како производител кој ќе нуди се, од малите градски автомобили до големите пикапи. Напуштањето на историската символика, по која подолго од еден век е позната во Европа, тој ја правдаше со зборовите дека глобалната реалност едноставно е неумолива и трошоците за производство повеќе не даваат предност на тежината на името што марката го носи. Следствено на тоа, преструктурирањето на понудата и фокусирањето на она што во Форд е посилен како резултат, ќе има профитабилно работење. А него треба да го донесат возилата кои ги пленат купувачите со својот идентитет и предизвикувајќи кај нив емоции за кои се подготвени подобро да платат. Меѓу нив дефинитивно не е и Куга, која според најновите информации ќе престане да се произведува до крајот на оваа 2026 година, ослободувајќи го своето место на монтажните ленти на европската верзија на Бронко.